Алармантно, бројот на лица кои страдаат од алергии за последните 5 години е зголемен од 14 на 30% од населението. Само во источниот регион, респираторни и офталмолошки проблеми предизвикани од алергија имаат околу 55.000 жители. Овие последните неколку денови, секој трет пациент практично ни е со алергија. Во последно време се поизразена е житната грина, односно на алергија на оние микроорганизми во житото што се. Меѓутоа, друга една појава исто така загрижува, тоа се целосезонските алергии, што не се врзани со појавата на пролетта, него што ги има во текот на целата сезона. Кои се причините за волку голем пораст на алергиите? Зрачењето на атмосферските промени, на начинот на исхрана и дефинитивно на стресот што го имаме секој ден и со работните места и воопшто со начинот на живење. За оние кои страдат од алергија, пролетта наместо најубаво е најлошо годишно време. Температура, чешење, омалакценост исто. На испитување у Скопје не можаа да пронајдат. Прв пат што сум сванал дека алергијата е нешто што може и внатрешно да влијае. Дали и како пациентите можат да се заштитат од алергиите? Тај период кога има максимално цветење, ако станува збор за биоалерген, да луѓето не излегуваат надвор, да не проветруваат просториите, да бидат во просторија кај што, да кажеме, немаме да имаме контакт со тај алерген, и тука е најдобрата превентива за таквите работи. И нормално треба лекови. Но ова е полесно да се каже отколку да се направи, зашто алергените се секаде околу нас. Секој ден ги има се повеќе и влијаат се посилно.